Докторке, недела е на подигнување на свест за срцева слабост, значи од 27 април до 3 мај. Што е срцева слабост? Така, ова е недела на подигнување на свеста за срцевата слабост. Па и затоа Европското здружение по кардиологија оваа година се води под мотото Превенција денес, а здравје утре. Срцевата слабост представува едно сериозно заболување на срцевиот мускул, со кое што се намалува функцијата, односно работата на срцето, и кое се развива многу постепено и бавно, така што често симптомите и диагностиката се откриваат во покасен стадиум. Целта е сите овие проблеми и сите симптоми кои што ќе ги почувствуваат пациентите да се јават навреме, со цел да се диагностицираат што порано и терапијата да се започне навремено. Многу е важно сите оние пациенти кои што имаат ризик фактори за појава на срцева слабост, а тука спаѓаат покачениот крвен притисок, диабетесот, пушењето, зголемената телесна тежина, хиперлипидемијата, односно покачените маснотии во крвта, што почесто да прават редовни контролни прегледи, за да може навремено да се спречи појавата на срцевата слабост и да се држат сите ризик фактори под контрола. А уште многу поважно е да се превенираат сите ризик фактори како не би дошло до појава на значајни кардиоваскуларни настави. Докторке, колку тоа нашите сограѓани, еве да почнеме Велешани, имаат изградено некоја здравствена култура, колку помладата генерација која што претпоставувам дека можеби од динамичниот живот и стресот доаѓа на редовни контроли или прегледи барем еднаш, два пати, три пати во годината, колку е тоа потребно? Одреден број на пациенти редовно се контролираат и редовно си прават прегледи, меѓутоа една друга група на пациенти за жал доаѓа во подоснежните стадиуми, кога веќе се исцрпуваат и терапевтските механизми за лекување на одредена болест и затоа се потребни повеќе средства кои што го трошат здравствениот систем. И нашата порака е навремени прегледи, има потреба неколку пати во годината, ке сите кои што ги имаат ризик факторите, а главната препорака е спречувањето на појавата на овие ризик фактори и држање на истите под контрола. Како се открива срцевата слабост? Срцевата слабост најчесто се открива преку ехокардиографија, односно добро позната на сите ехо на срце, електрокардиограм или ЕКГ и дополнителни лабораториски анализи кога не сме во можност да ја диагностицираме со ехокардиографија и ЕКГ. Исто така, ако има понатаму потреба, се прават и дополнителни диагностички испитувања. Меѓутоа, главниот начин на диагностика е со ехокардиографија. Тоа го работите ви денес? Нашата амбуланта, електрокардиограм, ехокардиографија и сите потребни лабораториски анализи. И на крајот една порака која што треба да им ја упатиме на нашите сограѓани, да бидат внимателни, да бидат одговорни пред се. Е да го одржуваат крвниот притисок нормален, со земање на редовно терапија, да го одржуваат диабетесот под контрола, односно сето тоа да биде во сите оние таргет вредности кои што ние ги препорачуваме и исто така да ги држат маснотиите под контрола со терапија, прекин на пушење, зголемена физичка активност, односно секојдневна физичка активност и одржување на нормална телесна тежина. Ви благодарам.